30.000 евра. Именно моментално намената на градежното земјиште се води според намена домување и согласно со правилникот табеларниот преглед на минимални почетни цени по кои се отуѓи во градежно земјиште собственост на Република Македонија со непосредна спогодба, кој дел од уредбата зависи на цената на градежно земјиште собственост на Република Македонија до 18.11.2013 година, минималната цена изнесува 1100 лева. Со проценка е дојдено до цена од 1200 лева. Меѓутоа, имајќи во предвид дека во тек е поставка за промена на деталниот урбанистички план, со кој што меѓутоа ќе се смени и намената од намена во јавни институции во кои што мигува здравство, образование и култура, во намена А, домување, од намена А, домување во намена во јавни институции. Во тој случај, почетната цена согласно со овој табеларен преглед, кој што пред малку го споменав, би требало да изнесе од 1800 денари. Сега, ако ние сме саделци дека може би за месец или два, значи ако ние посведочиме после месец и два дека пред овој совет дојде одлуката за носење на измените на деталниот урбанистички план, со кој што се дозволува промената на земјиштето од јавни институции во домување, во тој случај кога имателот на објектот би поднел иницијатива за купување и дојување на градежното земјиште, би морал да плати минимум 1800 денари по метар квадрат, а не сегашните 1200. Јас наистина не знам докаде е поставката за промена на деталниот урбанистички план, меѓутоа овој совет нема апсолутно никаква официјална информација дека деталниот урбанистички план е откажен и дека нема да се реализира неговата искана. Знам дека е заглавен во Министерство и официјалното не е кажано, меѓутоа зборот заглавен ништо не ни значи. Како што денес е заглавен, утре може да биде отклавен. И да помне. Со само за тоа, имателот на објектот би се стекнал со дополнителна заработка од 46.000 евра или, да ги симплифицирам, тоа е разликата помеѓу 1800 денари по метар квадратен и 1200 денари по метар квадратен, кој што сега ние го даваме, помножена по 1772 метра квадратни, колку што е предметно одоѓување. Или, на тој начин, тој би добил дополнителни 2.835.200 денари, отприлика 46.000 евра, односно за толку средства би било оштетена во овој момент општина Битола. А добиеме официјална потврда од Министерството, од надлежните, дека измените на деталниот урбанистички план се откажани, во тој случај имаме нова ситуација. И сосема нормално би било да му се дозволи на имателот на проектираниот објект да го дооткупи остатокот од земјиште. Меѓутоа, се дека тоа не се случи, предлагам овој совет да не дозволува одоѓување на градежно земјиште од и околу таа локација. Благодарам. Благодарам.